Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. Среќни сме што сме дома. Од Израел се вратија 67 македонски државјани. Тетово го одбележа 11 октомври пред споменикот на победата. Купил 2 стана и автомобил, а не може да ги оправда. Се бара кривичен прогон и разрешување на првиот градежен инспектор Фатмир Арифи. По трет пат суспендиран деталниот урбанистички план за местото од Шикјелак, каде што младите сакаат да има парк. Пензионерите од Тетово го блокираа влезот во градот, бараат повисоки пензии. Викенд на селбата на Попова шапка има 116 дивоградби. Градоначалникот Касами го чека деталниот урбанистички план за да се превземат мерки. Оставена голема трага во македонската литература, одбележани 50 години творештво на писателот Јован Дамјановски. А што се однесува до музичкиот дел во оваа емисија, ќе имате можност да ги чуете најубавите македонски песни, отпеани со придружба на Чалгаџиски оркестар.
tvog roba. Dva meraka, dva sevdaka, skoro oda tvog groba. Makedonija. Македонија. Вкупно 84 патници евакуирани од Израел пристигнаа со бесплатен авионски превоз на меѓународниот аеродром во Скопје со авион изнајмен од македонската влада од авиокомпанијата Air Serbia. Со чартер летот од Тел Авив кој беше организиран и платен од страна на владата на Република Македонија, ги донесовме и преостанатите 67 наши државјани кои побараа асистенција за нивна евакуација од Израел, објави на Facebook министерот за надворешни работи Бујар Османи. На истиот лет, пишува тој, излеговме во пресрети на наши пријатели обезбедувајќи трансфер и на 7 албански, 7 црногорски и 3 бугарски државјани. Според изјавите на дел од патниците, тие стравувајќи за својот живот по престојот во различни места во Израел, решиле да се вратат дома. Седевме 7 месеци како туристи, супер ни беше, многу убави спомени имам, но ете се случи ова, многу лошо. Ние бевме во Аждот, таму останаа неколку македонци, изјави за Мија Марица Јаневска од Куманово, патник во авионот. Патникот Саша Јовановски е благодарен што пристигнал дома на време. Верувајте дека не е лесно, сепак јас бев во тој дел каде што немаше многу конфликти, рече тој, дополнувајќи дека очекува и другите македонски државјани да се вратат. Во авионот денеска имаше патници и од Србија и од Црнагора и за нив враќањето дома е спас од тамошната ситуација. Стана опасно на улица, не можеше да се издржи, вели еден од патниците. Според друг патник, најлошото допрва доаѓа. Живеев таму 9 месеци, беше сигурно во крајот каде што живеев, но мислам дека најлошото допрва доаѓа. Не бев исплашен за враќањето, сакав да останам, но штом падна првата бомба на местото каде што живеев, одлучав да се вратам, рече тој. Македонско девојче, китко шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Se rodi poubavo devojče od Makedonče. Nема zvezdi polični od tvojte
beli svet, polubavo devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, polubavo devojče od Makedonče. Koga orao zaigra, srce razigra, koga pesna zapere, slave natpere. Da li ima na ovoj beli svet, polubavo devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, polubavo devojče od Makedonče. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг, Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Pavle mi pije vino en rakija, vino en rakija. More toj mi ispil, 3.000 groša, 3.000 groša. Vezden sedi Pavle more, vlada na meana, vino pijem lutaragija, vino pijem lutaragija. Koga dojde vreme, vino da se plati, Pavle pali nema. Koga dojde vreme,
kad dojde vreme vino da se plati, Pavle padi nema. Vezden sedi Pavle more, Vladana me Ana, vino pijem lutaragija, vino pijem lutaragija. Ajde progovaram, mlada me Anđika, mlada me Anđika. More ja prodaj si, tvoj ta brza konja, vino da si platiš. Vezden sedi Pavle more, Vladana me Ana, vino pijem lutaragija, vino pijem lutaragija. Во Тетово денот на Народното востание 11 октомври беше одбележан со полагање букети цвеќе пред споменикот на победата во организација на Општинската организација на Сојузот на борци и Тетовскиот гарнизон при касарната Кузман Јосифовски Питу. Чествувањето започна со интонирање на македонската химна и едноминутно молчење во чест и слава на сите загинати борци во народно-ослободителната борба и припадници на армијата на Република Македонија. Во пригодниот реферат пред присутните Јоцко Димитриевски од Општинската организација на Сојузот на борци Тетово порача дека 11 октомври како светол датум се прославува со гордост и почит поради неговото значење и придонес денес да живееме во слобода за која македонскиот народ долго време мечтаел. 11 октомври е почеток на оруженото востание на македонскиот народ. Постојано се раѓаа нови борци и партизански одреди кои тргнаа во борба по слобода. Вековните идеали беа остварени по 4-годишната народно-ослободителна војна. Следуваше првото заседание на АСНОМ кога беа ставени темелите на македонската држава, кога за прв пат македонскиот народ ја доби долго очекуваната национална слобода во рамките на тогашната нова југословенска заедница, со што беа остварени и линденските идеали и традициите на македонските револуционери, истакна во говорот Јоцко Димитриевски. На одбележувањето цвеќе пред споменикот на победата положија делегации од општина Тетово, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, од касарната Кузман Јосифовски Питу, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Тетовскиот огранок на Левица, представници на партијата Знам, Движење за Македонија, Организацијата на резервни воени старешини, како и Сдруженијето на пензионери од Тетово. Crni oči ljubav mi jas, crni oči ljubav mi jas, i
kaleša neverna. Šekerna, zašekerena, ti kaleša neverna. Gajtan vegi ljubam jaz, Gajtan vegi ljubam jaz. I da ljubam i da gledam fajde nema, le dušo moja. Šekerna, zašekerena, ti kaleša neverna. Šekerna, zašekerena, ti kaleša neverna. Medno uste ljubam jaz, medno uste ljubam jaz. I da ljubam i da gledam fajde nema, le dušo moja. Šekerna, zašekerena, ti kaleša neverna. Šekerna, zašekerena, ti kaleša neverna. Makedonija. Македонија. Антикорупцијската комисија бара да се отвори кривична постапка и да се разреши директорот на Државниот градежен инспекторат Фатмир Арифи, затоа што стекнал имот за кој нема обезбедено доказ за потекло, ниту пак е стекнат со легални приходи за кој е платен данок. Арифи во текот на својот мандат купил 2 стана, еден во Чаир, друг во Железара, како и автомобил вреден 18.000 евра. Тој бил повикан на разговор во Државната комисија за спречување на корупцијата и таму рекол дека покрај тоа што ја врши директорската функција, продава и половни автомобили, па така го стекнал имотот. Арифи не доставил никаква документација која би ги потврдила неговите тврдења за спорниот имот. Антикорупционерите ќе поднесат до обвинителството иницијатива за отворење кривична постапка според член 359а, кој се однесува на покривање на потеклото на несразмерно стекнатиот имот. За ова дело казната се движи од 6 месеци до 5 години затвор, како и парична казна и одземање на имотот. Од увидот во податоците во банките и другите финансиски институции во нашата држава за именуваниот и неговите членови од семејството со кое живее, произлегува дека именуваниот, освен редовните примања по основна плата, не остварува дополнителни приходи. А имајќи в предвид дека истиот не достави докази за основот и потеклото на средствата за стекнување на становите и возилото, не се докажа дека наведениот имот е стекнат како резултат на примања кои се пријавени и оданочени, вели претседателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Арифи беше назначен за директор на Државниот градежен инспекторат во октомври 2020 година. Ayşele mori yas askerda odam Ayşe do 9 godini More ti da staneš Ayşele mori rano Ayşe rano ne de
ajšele mori, ruvone noseno. Ajšele ruvone noseno. Ti da me ispratiš, ajšele mori, dolu do Jurija. Ajše dolu do Jurija. More izindavaj, ajšele mori, ti da me dočekaš. Ajše dok 9 godini, more na 10, ajšele mori, ako me dočekaš. Ajše jas da si dojdam. Jaske ti donesam, ajšele mori, eden golem bakšiš. Ajše crveno leče. Jaske ti donesam, ajšele mori, eden golem bakšiš. Ajše crveno leče. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
devojče. Pet godini gomiluva, pa se sramev da i rečam. Odi majko progovori, skrišem da i reči. Odi majko progovori, skrišem da i rečiš. Bogum, sinko, mili sinko, jaske odam da i rečam. Dobro utro, mila kjerko, dal Bog dobro, stara majko. Sin mi, ćerko, te miloval, pa se sravel da ti reči. Sin mi, ćerko, te miloval, pa se sramel da ti reči. Boga sin ti mi miloval, zrekne čaral od polano. Sega sum ti posvašeno, zednolično, oriđane. Тетовските пензионери го блокираа влезот од градот со цел јавно да ги изразат своите барања за повисоки пензии. Тие се собраа на крстосницата на улиците Маршал Тито и Видое Смилевски Бато и го блокираа сообраќајот повеќе од половина час. Тие носеа и транспаренти на кои беа испишани барањата за минимална пензија од 20.000 денари и линеарно зголемување од 5.000 денари. Владата не запоставува, не ни ги качува пензиите, а за нивните 78% повисоки плати има пари. Сега најавуваат и по 400 евра дополнително да се зголемат платите. Имаат провизии, апанажи, гориво без пари, а нас пензионерите не понижуваат. До кога вака со 12.000 денари пензија? Ни за лекови нема, ни за храна има. Доаѓа зима, нема за грејење, струја треба да плаќаме, велат пензионерите. Плаќам 7.000 денари за лекови, а земам 16.300 денари пензија. Дали треба струја, дали треба храна, облека, ни дрвце немам за грејење. Не сме задоволни со зголемувањето од сегашните 5,3%. Скапотијата е голема, не може да се купува храна, истакнуваат пензионерите. Треба да стане цела Македонија и ние сме во државава, а не само тие што се на власт. Дали има некоја држава без народ и ние треба да се бориме за оваа држава. Се бориме со минимална пензија, затоа ни избегаат децата надвор од државата. Дали некое дете од луѓето од власта е на работа во странство, прашува пензионерот Тетово. Пензионерите најавија дека повторно ќе имаат јавен протест и ќе го блокираат истото место.
Zasvirete mi čalgi, jedna pesna me rakliska, da se setam na mladosta, da se vrati v srce radosta. Svirete mi čalgi, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušama, danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgi, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušama, danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgi, jedna pesma kako život od, oči solzi da napolna, duša moja da olesna. Svirete mi čalgi, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušama, danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgi, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušama, danes plačam za mladosta. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами најави дека општинската администрација е пред крај со процедурата да се изготви детален урбанистички план за Попова шапка. Меѓу неколкуте стотици викендици има 116 кои се евидентирани како дивоградби. Каде што ќе може да се легализираат, ќе се легализираат, за тие што ќе останат, ќе превземеме мерки. Дупот е во завршна фаза, информациите се дека предлогот е пуштен до Министерството за транспорт и врски, а има и некои забелешки кои со планерот ќе бидат исправени. Се надевам дека брзо ќе го имаме и завршниот предлог и со тоа, ако нема некои пречки до крај на оваа година, ќе имаме можност да го усвоиме во Советот и во следната сезона од пролет, да можеме да ги тераме сите процедури за тие што се заинтересирани да можат да градат и да инвестираат на Попова шапка, речека Сами. Согласно со новиот ДУП се предвидени и нови паркинг места.
Новиот пристапен пат во текот на сезоната ќе биде користен, една лента ќе биде за паркирање и ќе се користи како еднонасочен пат и нема да биде блокиран патот како што беше досега. Инвестициите што се превземаат од општината се во делот на олеснување на пристапот на туристите. Поради тоа што немаше план, не можевме да дадеме дозвола за градење на катни гаражи. Сега со новиот план, ако има приватни инвеститори, ќе се дадат дозволи за градење на катни гаражи, најави тетовскиот градоначалник. На една од улиците во викенд населбата на Попова шапка започна да се остранува оштетениот асфалт, а градоначалникот Касами најави дека додека има временски можности, ќе се работи на обнова на коловозните ленти. Se sobrale komitite, se sobrale komitite, ke mi odat suvo pole, ke mi odat suvo pole. Napred odi vojvodata, napred odi vojvodata, vojvodata, Jordana Piperka, vojvodata, Jordana Piperka. Progovara vojvodata, progovara vojvodata, aj da slezi me dolu Brezovo, aj da slezi me dolu Brezovo. Faccia metelizi, che faccia metelizi, che go čeka me Alil Paša, che go čeka me Alil Paša. Što ja grabiru sastojna, što ja grabiru sastojna, rusastojna, od Malocersko, rusastojna, od Malocersko. Čego venča me Alil Paša, čego venča me Alil Paša, za nevesta ostra sabija, za nevesta ostra sabija. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Советот на општина Тетово по трет пат изгласа суспензија на деталниот урбанистички план за Урбан блок 57А.
Овој детален урбанистички план беше донесен за време на претходната градоначалничка на местото на шумско-индустријскиот комбинат Јелак, каде се предвидени да се градат 20 згради за домување и трговски центри. Ваквата суспензија на овој блок беше направена во декември 2021 година и во март годинава. Пред 2 недели Советот усвои нов детален урбанистички план за блок 57А, за кој почнува соодветна процедура со јавна анкета и уште неколку чекори пред да биде испратен во Министерството за транспорт и врски за согласност. Според председателот на Советот, со суспензија се запира првичната намера да се прават голем број згради, но без потребните стандарди за зеленило, паркинг, училишта и слично. Мора да направиме споредба со претходниот и новиот детален урбанистички план, односно со стариот детален урбанистички план беа предвидени 34.494 квадратни метри стамбена површина, додека со новиот 28.500 метри квадратни. Наместо 16.028 метри квадратни ќе има 15.800 квадратни метри деловни згради. И најважно, во претходниот детален урбанистички план немаше предвидено простор за зеленило и рекреација, а со новиот ќе има 3591 метар квадратен. За новиот детален урбанистички план гласаа советниците од мнозинството составено од 16 советници од Движењето Беса и ВМРО-ДПМНЕ. Против немаше, а 12 советници гласаа воздржано. Meraklija, baš bekrija, sum se rodil Meraklija, na vino to emratija. Sum se rodil Meraklija, na vino to emratija. Će umram il zaginam, ovi zbata stavete me, sorakija izmite me, a so vino napite me. Sorakija izmite me, a so vino napite me. Pogreb da mi napravite, neka bubnat tapanite, neka bubnat tapanite, tapanite em zurlite, neka bubnat tapanite, tapanite em zurlite. Da me zakopate, podloz je to podslivite, štom se rodi v Meraklija, na vino to emratija, štom umiram Meraklija, na vino to emratija.
Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски изврши увид на почетокот на работните активности од втората фаза за изградба на колектор за одведување на фекални отпадни води од локалитетот Бегова чешма до Националниот парк Пелистер во должина од 522 метри во вкупна вредност од 4.416.000 денари. Изградбата на колекторот ќе овозможи прифаќање и одведување на отпадните води во интерес на ставање во функција на изградената пречистителна станица и овозможување приклучок на повеќе краци од секундарната канализациона мрежа. Градежните работи се во тека, сообраќајот на оваа локација се одвива согласно одобрениот проект за времен режим на сообраќај, така што за време на изведба на објектот, патот кој води кон пелистерските села Трново, Магарево ќе биде затворен од понеделник до петок од 8 до 15 часот. По завршување на оваа фаза ќе следува реконструкција на дел од локалниот пат до село Магарево во должина од 537 метри во вкупна вредност од 7.763.000 денари. Kirjana vino prodava na kirađi lele ne dava na kirađi ne dava lele na stojan vino more prodava. Karago uče majka mu ne odi stojan Kirjana Kirjana kete prelaže lele ketija zeme lele stokata. Ah, mori, majko, ti stara. Stokata čini lele stotina, stokata čini stotina lele, sama Kirjana lele Ilijada. Очите и се два града вегите и се майко чаршија лицето и е
Во организација на литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово се одржа книжевна вечер со цел да се одбележат 50 години од творештвото на тетовскиот писател Јован Дамјановски. Тој е роден 1946 година, а во современата македонска литература се вклучува како романсиер и драмски автор. Има напишано 18 романи, 9 книги со раскази, книги со драмски текстови, од кои 7 се играни на сцена. Ми причинува големо задоволство што моите сограѓани тетовци дојдоа заедно со мене да ги одбележиме 50 години творештво. Мислам дека направив многу во литературниот живот. Моите дела се едно возвишено достоинство за еден писател, за еден автор. 50 години можат да бидат и долго и кусо време. Се надевам дека ќе има уште време за пишување, дека ќе има можност да се доискажам, зашто никогаш во животот потрагата на животот не завршува. Секогаш се доаѓа до нова потрага, до нова трага во потрага по животните околности, истакна Јован Дамјановски. Тој потсети дека преку литературата се обидувал да направи допир со стварноста. Допирот со вистинскиот живот, затоа што така се препознаваме и како луѓе. Јас во литературата го користев Карл Густав Јунг, познат психолог, татко на аналитичката психологија. Тој зборуваше дека во човечкиот живот луѓето се однесуваат како да имаат маски, затоа што сакаат да бидат видени како што тие сакаат да бидат видени, а не како што вистински се. Ги одбележува сите луѓе со нивната ментална хигиена, но и добрите и лошите луѓе. Мислам дека во човечкиот живот не постои, како што рекол Толстој, само лош или само добар човек. Се обидував да покажам дека луѓето се такви, во какви околности ќе се најдат, потенцираше Дамјановски. Присутните на настанот имаа можност преку видеозаписи да се потсетат на 3 од изведените драмски текстови на театарските сцени. Беа прикажувани интервјуа на Дамјановски, прочитани извадоци од книгите и рецензии за неговите дела. Во анализата на делата на Јован Дамјановски, универзитетската професорка Марина Даниловска посочи дека неговите книжевни творби се восприемаат како четиво кое го упатува читателот на безброј размислувања за животот и за човекот. Јован Дамјановски заедно со Андро Апостолски е автор и на стиховите на песната "Тетово, граду мој роден", која беше изведена од триото Шербет, кои настапија неколку пати на книжевната вечер. Сите девојчиња, мамо се мажија, најубави момци зедоја.
pomene. A koga se vraća libe od mejana, udri mavaj, mavaj pomen. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А за крај, во катчето за најмладите, приказната Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Волкот и Еленот. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа, ами само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал: "Како ти се случило ова?" "Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене." "Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам," се посомневал Еленот. "Барем обиди се," замолил волкот. "Во ред, можам да пробам," се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. "Ама сум силен," се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стој, каде одиш?" "Каде?" прашал Еленот. "Унаму каде што тргнав." "Да не си мртнал," свикал волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде де, а зарем не те спасив од смрт?" прашал Еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил: "Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право." Волкот се израдувал. "Во ред, се согласувам." Потоа волкот си помислил: "Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог." Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. "Не знам што да правам со вас," им рекол тој. "Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа." Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: "Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш." "И тоа како можам?" се навредил Еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: "Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш." "И тоа како можам?" се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: "Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било." Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал.
кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.